Кошаркарскиот клуб Пелистер по трансформацијскиот процес и премин во акционерско друштво во прес-центарот при спортската сала во Младост во Битола го презентира својот менаџерски тим и модел на работа. Новиот управен одбор на второлигашот Пелистер од стартот на сезоната го предводи поранешниот кошаркарски судија Љупчо Стефановски, а него ќе му помага спортскиот директор Благој Печалов, но и представници од општина Битола како 100% акционери на кошаркарскиот клуб Пелистер. Стефановски воено го представи моделот за развојни категории. Се разбира покрај сениорската екипа која што се надпреварува во втората македонска кошаркарска лига, имаме и младински категории со кои раководи спортскиот директор Благој Печалов, а покрај него како негов помошник во младинските категории и Оливер Трајковски како тренер. Ова надпреварувачка сезона, според мене, мислам дека ја почнавме многу успешно. До сега се одиграни 8 кола, утре не очекува последното коло во првиот дел од надпреварувачката сезона со екипата на Шкупи во Скопје и после од овие одиграни 8 кола, зацврстени сме на табелата, го делиме второто место и второ и трето со исти бодови со екипата на КК Вардар, а без ниеден пораз на табелата се уште во водство екипата на Охрид. Во новата надпреварувачка сезона, шефот на стручниот штаб, долгогодишниот кошаркар од редовите на зелено-белите Петковски, ги презентира развојните насоки, мисија и визија на кошаркарскиот клуб Пелистер. Идејата моја е да создадеме играчи оваа сезона и наредната, да создадеме битолски играчи кои ќе можат натаму да настапуваат во првата лига и да бидат носители на екипата. Екипата е многу млада, изненадувачки, за мене изненадување второто место на табелата, после 8 одиграни кола, ние имаме само 2 порази од директните конкуренти во гости. Значи имаме пораз од Охрид, кој со сите победи до сега, имаме пораз од Вардар во Скопје. Тоа е така, другите сите натпревари ги добивме, без пораз сме на домашен терен. И многу ме радува што играчите сериозно, професионално си ја сватија работата, управниот одбор максимално професионално работи, значи ова е нов момент, ова е еден нов кошаркарски клуб Пелистер и ние ќе пробаме да го градиме така да се работи професионално. Јас им кажав и на играчите дека дури сме ние тука, екипата на кошаркарскиот клуб Пелистер ќе работи максимално професионално. Дали сме биле во втора лига, дали сме биле во прва лига, ние ќе работиме максимално професионално како и до сега. Кошаркарскиот клуб Пелистер во сезоната 2015-2016 година веќе има обезбедено и одобрен буџет од страна на општина Битола. Во процесот на возобновување учество зедоа јавните претпријатија во општина Битола, но и компании од приватниот сектор. Во последното 9-то коло од оваа сезона Пелистер, предводен од капитенот на Киевски, утре му гостува на екипата на Шкупи во Скопје.